Пребројувањето на стечајните работници од Кочани, кои до неодамна ја обновуваа евиденцијата во списокот што го води подружницата на Сдруженијето УНИТ, покажало дека околу 250 од нив можат да се стекнат со право за конечно решавање на статусот. Обврска е до петок да се достави целокупната документација со која стечајците ќе докажат дека имале непрекинат работен стаж од 15 години во некоја од државните фирми што биле ликвидирани или приватизирани. Предлагачот на законското решение за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна собственост на државата, односно на стечајците, вели дека постапката започнува и се очекува во најскоро време Собранието да го изгласа долго очекуваниот закон. Овде станува збор за популарно, наречениот закон за стечајни работници, со кое секое невработено лице, кое најмалку 15 години било во работен однос во предпријатие со доминантна државна собственост и кое во денот на влегување на сила на овој закон е на возраст од најмалку 52 години за жени и 55 години за мажи, да се стекне со правото на паричен надомест во висина од 7596 денари месечно. На еден од состаноците на членовите на Сдруженијето на стечајци УНИТ во Кочани, а на кој присуствуваше и претседателката Лилјана Ѓоргиевска, беше речено дека бројот на невработени лица кои очекуваат решавање на статусот со законското решение нема да доживее драстични поместувања. Колко да се рачунамо, колко нема да постигнемо бројку 4000. Нажалост, пола и повише сме изумрели. Што е најстрашно. Тоа е најстрашен податак. Или су с инвалидске пензije срчани болесници и мождани удари, или су веќе заминати. Така што колко и да имамо прелив, 4000 бројка нема да ја надминеме сигурно. А сакам секој кој заслужува и кој исполнува услови да биде обештетен. Тоа е голем подвиг и тогаш наша мука ќе се исплати и тогаш ќе смо ми нешто постигнали во живот. Зашто ми сме претрпели што никој не е претрпели, што на никога не посакуваме. Стечајните работници од Кочани даваат подршка на предложеното законско решение со кое реално треба да бидат опфатени поранешните работници во државни предпријатија, кои не по своја вина останале на улица, затоа што фирмите во кои работеле отишле во стечај и биле ликвидирани. Доколку нема одолговлекувања и обструкции во собраниските расправи, законските измени треба да бидат донесени што поскоро, иако непознато е дали ќе се стигне пред локалните избори, со оглед што Собранието ќе работи до 25 септември.